Второто прашање ќе го продолжам во истата насока. Имено, господине премиер, еве ги едни меѓународни проценки за тоа колкав капитал нелегален е присутен во одредени држави во целиот свет. Ова беше спомнато на една наша дебата, до ден денеска никој од власта не реагираше. Еве меѓународни проценки за нелегалните финансиски трансфери велат дека во Македонија во 4 години ваше владење, просекот на милиони долари, се извинувам, не евра, е 1024,5. Сакате нешто да ми кажете, министр за финансии? Ви го кажа, вие слушавте и не реагиравте. Интересно е, господине премиер, денеска ќе ви суфлира министерот за финансии, тогаш кога можеше да реплицира на оваа тема, тој одлучи да молчи. 1024 милиони долари во Македонија нелегални финансиски трансфери. Според другата проценка, блиска е, негде околу 800 милиони, еве земете 800 милиони. Знаете колку се поголеми од 4 години претходно? Дупло. Знаете колку се во Албанија, нелегалните Албанија, која што често пати била поим на нелегални финансиски трансфери. Еве, во последните 4 години 280 милиони долари. 1 милиарда 24 милиони долари. И сега ви стануваат јасни констатациите во Македонија дека лесно луѓето во власта заработуваат по 1 милиарда. 1 милиарда годишно. Нелегален трансфер. Јас би сакала да ве прашам, господине премиер, на што се должи ова? Како го оценувате овој драстичен пораст во нелегалните трансфери? И предпоставувам дека од вашите министри ќе барате повеќе одговорност, а помалку суфлирање. Бидејќи нивната задача е да го променат ова, а не само од место да дофрлаат. Интересно е, например, и можеби тоа го објаснува целиот овој случај, кога ќе ги видите некои од трансферите кон Македонија. Па ќе видите, например, дека во 2010 година, истата година кога е спроведено и ова истражување, ќе видите дека во Македонија на име или странски инвестиции се влезени 62 милиони од Сент Винсент и Гранадини. Втори инвеститор по големина. Мало острово, даночен рај. И се ви станува јасно. Ќе се исцеди 1 милиарда од државата, а нешто што сакате да легализирате, ќе се врати од даночните раеви. Господине министер и господине премиер, очекувам ова прашање не да го сметате, се извинувам колега, кога зборував имавте право да прашувате. Ова прашање да го сметате за сериозно прашање кое што покажува дека во Македонија пари течат на сите страни, ама само нелегални, само црни. Затоа колку ли кутии чевли излегуваат од нашата Македонија само на тема нелегални трансфери. Кој ја носи одговорноста, господине премиер? Благодарам.